Почитуван градоначалник на општина Кавадарци господин Митко Јанчев, почитуван председавач со Советот на општина Кавадарци господин Ристо Сакалиев, почитувани советници во Советот на општина Кавадарци, почитувани сограѓани, добра ви вечер и добре дојдовте на свечената седница на Советот на општина Кавадарци по повод нашиот градски празник 7 септември, ослободувањето на град Кавадарци. На денешен ден, во годините наназад, се доделува најпрестижната градска награда, 7-септемвриската награда, на наши сограѓани кои живеат и творат или тука во нашиот град, или во градовите низ Републиката, а неретко и низ градовите низ Европа и светот. На денешната 15-та свечена седница на Советот на општина Кавадарци ќе бидат доделени 3 7-септемвриски награди на лица кои со својот труд и творење го промовирале нашиот град во рамките на општина Кавадарци, низ Република Македонија, низ Европа и светот. Затоа, веднаш ќе го повикам председавачот со Советот на општина Кавадарци, господинот Ристо Сакалиев, да ја отвори свечената седница. Почитуван градоначалник господин Митко Јанчев, почитувани советници, почитувани гости, дами и господа. Во името на членовите на Совет на општина Кавадарци, чест и задоволство ми е да ви го честитам општинскиот празник 7 септември и денот на независноста на Република Македонија 8 септември. По тој повод ја отварам 15-та свечена седница на Совет на општина Кавадарци. Ви благодарам. А сега ви го повикам градоначалникот на општина Кавадарци, господинот Митко Јанчев. Почитуван председател на Советот, господин Ристо Сакалиев, почитувани советници, почитувана администрација, граѓани, дами и господа, добро вечер и добро дојдовте на ова 15-та свечена седница на општина Кавадарци по повод 7 септември, денот на ослободувањето на градот. Денес, кога го одбележуваме денот за ослободување на општина Кавадарци од фашистичкиот окупатор, да се навратиме наназад 74 години, кога на овој 7 септември 1944 година борците на 9-та бригада со 4 батальони влегле во Кавадарци во попладневните часови и скоро без борба го заседава градот, со што Кавадарци беше ослободен од фашистичката окупација. Вреди и треба да се спомене дека од 1941 до 1945 денешнава слобода со своите животи ја платиле 333 борци, меѓу кои и народните херои Страшо Пинџур, Киро Крстев, Блажо Тодоровски. Големо е нивното задолжување кон идните генерации. Виорот во историјата ја променил денешницата, но и ни аманет да се грижиме за нашиот роден град, за нашето родно Кавадарци. Лесно е да се каже родно место. Големо е задоволство да се биде градоначалник на општина Кавадарци, а уште поголема е обврската и одговорноста кон идните генерации и да се ставиме во плодност на место каде што создадеме семејство да градиме и успеси. Како градоначалник на општина Кавадарци, ветив и заедно со мојот тим и со Советот на општина Кавадарци сме на добар пат да направиме Кавадарци да биде место за живење најубаво во Република Македонија. Во таа насока реализиравме инфраструктурски проекти. Го изградивме новиот кружен тек на улица Блажо Алексов, че отпочнува со изградба на кружен тек пред винеријата Тиквиш. Се пополчуваат повеќе тротоари и се асфалтираат повеќе улици во градот. Ги обновивме возните паркови на противпожарната единица на јавното предпријатие Комуналец со нови возила, што е резултат за подобри услови на нашите граѓани. Значително се подобрува јавното осветлување во општина Кавадарци, зголемуваат и уредните зелени површини на повеќе локации. Сообраќајната сигнализација на многу повисоко ниво, со поставување на вертикална и хоризонтална сигнализација. Не ги заборавивме најнарливите категории. Обезбедивме ортопедски помагала, инвалидски колички за лица кои живеат на територијата на општина Кавадарци. Комбе за превоз на лица со инвалидитет, бесплатен вон училишни активности со деца од аутистичен спектакл. Мора да споменам дека од најголемите инвестиции кои ќе отпочне во 2018 година, ќе продолжи во 2019 година е грант кој го добивме од КФ банка заедно со Германска сојузна република Германија од 2.700.000 евра за реконструкција на канализации и атмосферска мрежа во општината.
Тој се уште не отпочна, треба да го отпочнеме од месец октомври. Денови подпишавме договор со Министерство за финансии и Светска банка со реализација на проект кој ќе се асфалтират 8 улици и 1 булевар во градското централно подрачје со износ од 85 милиона денари. И значително ќе ја подобри инфраструктурата и економскиот локален развој во општина Кавадарци. Веднаш после градозборот отпуштуваме со реконструкција на Северен булевар од финансиски средства кои ги добивме од Бирото за регионален развој во висина од 9 милиона денари. Со продолжување на колекторскиот систем со финансиски средства обезбедено од Министерството за економија, деновиве распишуваме тензер за изградба на кејот на реката Лудамара од мостот Слога до мостот Ваташа, со средства обезбедени од буџетот на општина Кавадарци. Во тек е реализација на проект за унапредување на заштитната зона на Тиквешко езеро, која ќе бидат наменети 100.000 евра од UNDP, добиени средства како грант. Изготвен се апликација и проект за реконструкција на патот до Михајлово и локалната регионална конкурентност да ја зголемиме. Изградба на велосипедска пешечка патека од Ваташки мост до Мокнишката воденица, реконструкција на водоводна мрежа и атмосферска мрежа во село Сопот, од кои имаме големи реализации и очекување дека ќе се подобрат. Развојот на општина Кавадарци на културно поле со години се зголемува. Ја оваа година само докажавме дека можеме уште повеќе. Вчера беше пуштено во употреба туристичко информативно бюро во општина Кавадарци. Ова ќе биде достапно за граѓаните, но и се надевам дека преку активноста ќе привлечи повеќе туристи и ќе го искористиме капацитетот на овој крај кој ќе располагаме. Но ова не е само дел, ова е само дел од активности кои ги има општина Кавадарци. На нас останува овој голем ден да им ветиме на нашите сограѓани дека како градоначалник, како совет и како општинска администрација ќе ги оствариме нашето ветување за Кавадарци да биде на прво место. За крај сакам да упатам искрени честитки на добитниците на 7 септемврска награда, господин Димитар Пецов, господин Страшо Темков и господин Алесандар Ангелов. Личности кои имаат придонесено многу во нивните области, личности од кои младите генерации учат и ќе учат. Се надевам дека на сите млади и талентирани граѓани и луѓе во општина Кавадарци ќе им биде чест и задоволство да се стремат и да придонесат успех за да добијат 7 септемврска награда. Нека не е честит празникот, нека не за многу години. Благодарам. Началничи, ви ве замолим да останете да ги доделите наградите. Одиме со ред. Награда 7 септемврска за 2018 година Советот на општина Кавадарци и градоначалникот доделуваат на Александар Ангелов од областа на музиката и уметноста. Александар Ангелов е роден 24.11.1981 година во Кавадарци. Основно училиште завршил во Тошо Велков Пепето, а потоа средно во Сергиј Михајлов Штип. Со дипломирањето на Факултетот за музичка уметност во Скопје го заокружува своето музичко образование и како дипломиран кларинетист го трасира патот на својата идна професија. Израстат во семејството каде што музиката е секојдневие, покрај својот татко Кирил, докажан музички уметник, својата кариера ја започнал од најмала детска возраст како член на културно-уметничкото друштво Тиквеш. Редовен учесник на традиционалната кавадаречка културна манифестација Кафест, а првиот негов поголем успех е освојувањето на трета државна награда во категоријата кларинет. По успешните почетоци, пристапувањето во музичката група Dream Team, во која членуваат само образовани и докажани музички уметници, започнува неговата професионална и успешна кариера како амбасадор на македонската музика и светот. Со оживувањето и приближувањето на традиционалната македонска музика, како и музиката од овој тиквешкиот регион до луѓето во Македонија, но и луѓето раселени во сите страни на светот: Европа, Канада, САД, Австралија. Овој музичар допринесува и ќе допринесува за напредокот на македонската музика и култура и нејзина целосна афирмација, со што го афирмира и овој регион, а посебно градот Кавадарци. Честитки уште еднаш.
Да се обрачиш, да се заблагодариш. Добър вечер до сите присутни. Морам да кажам, да се благодарам за мене, значи ова признание е много голем успех. Со добиването на ова 7-септемвринска награда, како да кажам, малку сум збунет се уште, ми значи многу. Воедно ќе искористам овој прилика да се заблагодарам на советниците на општина Кавадарци. Благодарност до предлагачот Тони Нешковски и исто така голема благодарност до господинот градоначалник на општина Кавадарци Митко Јанчев, и да не заборавам тука е мојата фамилија која ме поддржува безценното. Ви благодарам. Советот на општина Кавадарци и градоначалникот на општина Кавадарци 7-септемвринска награда додалуваат на Страшо Темков од областта на музиката и уметност. Страшо Темков е еден од најуспешните македонски музички уметници во својата генерација, чија што многустранна дејност е зацрстува традицијата на уметничката музика во земјата, промовирајќи ја интерпретацијата на дувачките инструменти, толку карактеристични за ова поднебје. Со музика, како животно опредава, започна уште од најмлади години и понатаму ги поминува сите скалила за формирање на врвен музичар, интерпретатор. Факултет за музичка уметност во Скопје, постдипломските студии во Музичката академија Панчо Владигеров во Софија, а во текот на студирањето Страшо Темков соработува со реномирани уметници и педагози од Европа и светот. Страшо Темков ми се чини дека вечерва не е со нас. Да. Силно, така? Да, да бъдете си да видите работа. Добро вечер на сите присутни. Ви го честитам празникот пред се. Голема благодарност од мојот татко, кој вечерва е во Египет и не е во можност да ја прими оваа награда, која многу му значи. Ви благодарам уште еднаш во негово име и посакувам на сите пријатна вечер. Советот при градоначалникот на општина Кавадарци додалуваат 7-септемвринска награда на Димитар Пецов од областта на образованието и спортот. Секој град во спортот има тренерски бренд. Во изминатите 40 години сите кошаркарски имиња во Кавадарци преку педагошко-тренерската работа директно се поврзани со еден лик, а тоа е професорот Димитар Пецов. Генерации и генерации млади кавадаречки спортисти поминале низ тренерската школа на Пецов, од која произлегува исклучителни кошаркарски имиња кои со деценија ја величија кавадаречката и македонската кошарка. Ке треба многу време и простор да ги наброиме сите кошаркарски мангупи кои произлегува од таа кошаркарска школа, а производ од таа школа се кавадаречките македонски репрезентативци во сите возрастни категории. Тие го почувствуваа и оставија трак и белег во балканскиот и европскиот кошаркарски шмек, а богами и во завршните Final Four на превари во најсилните европски лиги и на преварување. Денеска професор Димитар Пецов е пензионер, има 73 години и се уште активно ги следи сите спортски избитувања. Иако не е активен, сепак не се откажува од својата спортска надоградба, со современи текови во спортот и се уште следи и учествува на сите спортски семинари. Добро вечер на сите и најнапред да го честитам празник на градот 7 септември, во исто време и утрешен празник Денот на Републиката, независноста 8 септември.
им благодарам на моите поддржувачи, кандидати кои што ми кандидатира да добием оваа награда. За мене представува голема чест и уште еднаш му се заблагодарувам на Советот, на градоначалникот и на сите оние кои се стана да добием оваа престижна награда. Уште еднаш благодарам. Уште еднаш честитки до Александар, до Страшко и до професорот Пецов. Слободен си? Да. Ние имаме понатаму Иван Стојанов. Ќе ни свири пијано од Лудвиг ван Бетовен соната C-мол прв став, под менторство на професорката Даниела Паланкова Маджункова. Иван, спремен си? Иван. Со ова ја завршуваме 50-та свечера
седница на Советот на Општина Кавадарци со единствена точка на дневен ред, доделување на светосептемвриските награди. Уште еднаш од името на цел град честитки до тројцата наградени. Вас ви благодарам за присуството и ве поканувам на градскиот площад или на малото парче кој каде милува, на добра забава и се разбира на квалитетно вино. А до наредната свечена академија, секој е добро.